Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Оваа среда, во Диетално максимално, продолжува возбудата околу резултатите, но овој пат олугите се менуваат. Наред е мирење и анализа на членовите на екипата на Диетално, Јана, Светла и Вики. Заедно со Еми во Синерџи ќе застанат на вагата и ќе ги проверат промените во телесната тежина. А потоа ќе следува и мирење на обемот на различни делови на телото. Дали нивниот труд ќе биде видлив и во бројките, колку сантиметри се изгубени и какви се резултатите по изминатиот период. Во меѓувреме, кандидатките од екипата на Максимално, Ивана, Бети и Марија ќе ги направат своите последни медицински испитувања со доктор Катица во Биотек поликлиника. Ќе дознаеме што покажуваат анализите, какви промени се случиле во нивното здравје и дали нивната трансформација донела резултати не само на изгледот, туку и на целокупната здравствена состојба. Ќе има ли изненадување на вагата? Кои се најголемите промени во обемот? Што ќе откријат последните медицински резултати? Емоции, исчекување и моменти кои ќе покажат дека секој тренинг, секој здрав оброк и секоја донесена одлука имаат своја вредност. Следете го новото издание на Диетално максимално и бидете сведоци на резултатите од едно патување исполнето со труд, посветеност и желба за промена. Јана, the Russian girl, the Russian мајка. Здравствуйте. Здравствуйте. Јанче, баш си ми сега со фризурава како права русинка. Уште вака круна една, красива е Јана. Јана, опуштено веќе е крајот. Дали си спремна? Ми се верува. Не ти се верува? На кого најмногу ќе му недостасувам дома? На Даворче. Значи, незиниот син, ајде малце да им кажеш на гледачите. Како беше ситуацијата кога Давор првпат ме виде тука во Синерџи? Морам да го споделам таа со вас. Давор многу ја сака Еми. Кога првпат ја виде на телевизија и кога почнавме снимање и нели влегуваме сите во Синерџи и јас на шала викам види убави, кога влегувам вака во Синерџи викам види убавица, па ми се врти вика не си убавица. Како викам? Па Еми убавица. Да, многу интересен коментар на синчето на Јана Давор и кога дојде во Синерџи еден тренинг да вежба заедно со неа, ваков остан. Еми. Така Јана и ти сега ајде на вагата да кажеш. Ајде вага, помести се да видиме Јана што си направила за овие 90 дена. 99,6. Браво Јана. 99,6. Значи добро е, Јана, 9 напред. Се надевам дека следна е 8. Нема да престанеш. Да, нема престанеш. Иако Јана има премногу обврски, сите веќе знаеме. Застани Јана само од оваа страна за да се измериме. Сепак наоѓаше време за тренинзите. Се надевам дека и понатаму дека ќе наоѓеш време. Прво за себе, па потоа за сите останат. Јас многу пати сум кажала вежбам за себе, но сега како ги имам децата, кажувам, спушти ги рацете Јана. Може? 99,5 сантиметри. Вежбаме за здравје и треба да бидеме здрави заради нашите деца, заради нашите семејства. Тоа е најбаважното. Така? Одиме за стомакот. Јана, ке сакаш ли малце да ја подигнеш мечката? Така. Намести ги, спушти ги рацете, Јана. Ете така. 112 сантиметри. Супер. Одиме сега на задникот. Слободно застани си нормално, Јана. Полесно е жени кога мериш. 117 сантиметри. Супер. Застани бо, сврти се на кај мене. На кај мене, Јана. Ете така, за да може да се измериме убаво. Одиме сега на ботовите. 63. Десната нога. 63 левата.
Супер. Одиме сега рацете. Можеш да си го покриеш стомачето. Слободно. И повторно знам дека камерата ќе каже ми секогаш ни го вртиш грбот, ама верувајте ми дека овие резултати не само за мене, тук како тренер, дека и за нив се многу важни. Успехот на овие лавици, мислам дека на секој човек, тргнувајќи најпрво за здравјето, дека се најбитни и дека јас клиентите мои кога ги мерам, сите зборуваат килограмите, но омиленото парче облека 27,5 и 28. Светлана, ајде на тренинг. Еве мемче. Како и секој тренинг, така и овој тренинг. Така бе, Светле, војнички. Джандарски. Джандарски. Тоа малце не звучи баш нешто многу убаво. Па некој, да ви кажам, Ама порано не обожава така, Да. ќе им кажеш джандар. Ја Полицаец. не се љутам. Полицаецот од нашата улица. А иначе Светлана е полицаецот од Наше мало. од наше мало. Да. Наше мало. Или од прекуридот. Да, така. Добре ли си, Светле? Супер. Дали си спремна? Спремна, како не. Зашто? За мерење и тоа. После ми е криво што ќе завршиме, ама Ние ќе се дружиме, кафе, бидејќи Сигурно, близко, пак да сигурно, повторам. Јас и сигурно. Светле живееме многу близко воздушно, пошто јас знам како да свртам круг, Светле не знае, се уште не сум ми го открила кругот, но се надевам дека следна прилика, бидејќи сега бевте премногу зафатени со вежбање, со спремање храна, со снимање, со се, и дека ќе мора да дојдеш да дојдам кај тебе на пешака, кафе. не да те донесат. не, ќе пешачам, нормално, пешачки. Повели. Фала ти. – 76,2. Yes! Браво. Браво. Значи, почнавме со троцифрен број, дојдовме до двоцифрен. Браво. Јас би ти кажала вака, таа 76-ката до септември, со Господ напред, како викаме, Така. тие 6 да ги тргнеш и барем 7-0 или барем една 6 напред да видиме. Па, се надевам дека ќе биде Ако така. Господ даде. Ако слушаш, ако не слушаш, джабе ти е се. Не, јас сум послушна, слушам. Да, слушаш. Дисциплина на ниво. Може? Рацете покрај тело. 93,5 см. Браво, Светле. Морам да те пофалам. Стомачето? Да, стомакот. Сега е најбитното. Сега ми е стомаче виш. Да, сега ти е стомаче. Претходно тука ти беше вака стомакот, Да. а сега обрат. Сега обратно, да. Да, браво, супер. Леле, колку имам трема, не можам да ви опишам. Претходно ти беше мало метрото, емче, сега ти е големо. Да. Чека да застанам. Може само да ги спуштиш рацете, бидејќи Аха. некако ми ги влечеш. Добро. Добро. 96 сантиметри. Добре. Имаш уште за да симнуваш во стомакот. Еве моја препорака од претходното мерење. Добро. Одиме сега на задникот. Долниот стомак ти беше на вистина голем претходно, морам да ти кажам. Сега си 99 сантиметри. Браво. Супер. 99 сантиметри. Браво. Бутови. И сега мене останаа бутчиња. Не да ти се бутчиња. Малецки бутчиња. Боже. 51, како звучи тоа? 51. 51. И тука 51. Дали гледате? 51. Да. Да запишем. 51 сантиметар во бутови. Овие ноџиња. Само тоа повторно ќе кажеме дека имаше оток на левата нога, Да, на десната се на извинува, десната, дека многу ти е намален од претходна Така. и се надевам дека ќе го решиш и тој проблем надворот кога ќе заврши сезоната и дека ќе ти бидат и доле и гушчињата еднакви. Најверојатно да. Уште рацете, ако може па Ако да може. си одите. Ајде. Мислам дека види почна да ми се тресат рацете. Полицаец, пушти рачи. Ајде. Рачиња, колачиња.
Дали сме спремни? 25. Одиме другото раче. Леле, пак ќе ми караат. 25. 25. 25. Памти. 25. 25. И... Што сакаш уште да ми измериш? Не сакам ништо. Можеш да си повеспаш ако сакаш некој тренинг. Можем, јас да ти продолжам. Следна која што сакам да биде наред, да ја измерам, тоа е најмладата членка во сезоната 3, односно најмладиот кандидат, Виолета, Вики. Сега нема да бидеш тетка Вики, туку ќе бидеш Вики само. Да, зашто благодарение на тебе да му кажеме убаво на гледачите дека стварно си одличен тренер и не направи фит. Дури може Имаме уште да ангажираме време. и некоја тезга за модна ревија. Договорен. Супер. Договорен, убава ти е и фризурата денеска, Вики. фала. Дали си спремна? Ивана го скрши Одлично. мразот. Да, Повели. добро. Стои мирна. Стојам. 87,7 килограми. Супер, Вики. Може? Застани си тука. Одиме, процедурата ја знаеме. Прво се килограмите, па потоа сантиметрите. Спушти ги рацата. 95 сантиметри. Браво, Вики. Сега одиме стомакот. Крени ја малце маичката. Ета така, да покажеме колку сме освојувале. Да, сега можеме, али првата емисија, кога ја снимавме, срам ни беше со Стои толкови мирна. меои. 101 сантиметар. Супер. Одиме сега на задникот. Знам дека и многу од фустаните дека се уште ги тесниш, дека ти се прешироки. Па веќе некои модели ми заминаа во архива. 112 сантиметри. Многу се големи. Така. Добре. Одиме сега на ботовите. Шестдесет и 1,5 сантиметри. Идеме сега на другата страна. Супер. Така. Застани се, сврти си се на кај камерите. Убаво. Ова хеланките веќе ти се дури и широки и Да, вистина. Да, и широки и се лизгаат. Нема сега, се ќе купуваме нова 62 гардероба. сантиметри. Така, одиме сега, Вики, на рацете. Застани си најнормално. Така. Спушти ја раката долу. Супер. Триесет сантиметри. И мене почна да ме фаќа трема од вас. 30,5 сантиметри. 30 и 30,5, така рековме? Да. Супер. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додатокот гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Биотек поликлиника. Врвен медицински тим. Современа диагностика. Брза и професионална услуга. Доверба и квалитет на едно место. Вашето здравје заслужува најдобро. Во центарот на градот, студио Катен Кат.
твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Добар ден. Добар ден, доктор. Здраво, како сте? Добро. Повелете, седнете си, Марија. Како сте? Па добро, стигнавме на крај. Стигнавме на крај. Како се осеќате? Одлично. Одлично. Како беа овие 3 месеци? Па напорни беа малце. Прво почетокот дур се привикнавме, нели? На нешто сосема ново за нас. Ама додека се привикнавме, се инспириравме. Се инспириравме. Значи, да. Ке продолжи понатаму таа инспирација? Мора да. Може да продолжи. Така. Вистина прекрасно изгледате, морам да ве пофалам. И На така и прав се пат сте. чувствувам. Да продолжите и понатаму, да не биде само овие 3 месеци и понатаму пак на старата. Мора. Здрава исхрана, долг живот. Правилен режим, долг живот. Значи тоа го правите за вас. Па да. И за вашата фамилија и за сите околу вас. Ортопедот што вика нема да имаш болки сега, вака како што живееш, ако продолжиш да живееш, нема болки. А со вас сте и примери за сите други луѓе. Позитивен пример. Инспирација, да. Да. Марија, овде се сега сумирани сите резултати од тоа како почнавме Да. и како сте сега. Холестеролот цело време малце ни е на горна граница на нормала, што како лекар би ви советувала да продолжите да го следите холестеролот и во случај да не успеете да го регулирате со хигиено-диететскиот режим, да се започне и соодветна терапија. Дали може уште време да му се даде? Затоа ви велам, да, затоа ви советувам Да. да продолжите и да го следите уште наредниве 2-3 месеци. Во случај да немаме постигнати задоволителни вредности, да се поставите веќе на статинска терапија. Кај сите надпреварувачи забележена е пораст на мокточната киселина, најверојатно тоа се должи на метаболизмот, на сите овие метаболни промени кои што ги поминавте последниве 3 месеци, со режимите на исхрана, редукција на јагленохидрати, одредена храна. Така да, 3-месечниот просек на шекер ви е одличен, електролитниот статус ви е супер, уринарниот статус ви е супер и оно што исто така ми е многу битно во целата оваа работа, дека хома индексот, односно инсулинската резистенција ви е оптимална. Тоа значи дека сте навистина на добар и прав пат. Да си продолжите така, ви посакувам свеќе и понатаму во животот, уште многу успеси и да се гледаме и во други моменти и ситуации. Секако да. Уште повака Ке дојдеме нели освежени. на она што ни испитувавте овде, мора да контролираме негде. А Апсолутно. пошто сте вие докторот кој што откри некои работи, се надевам ке сакате да ни бидете доктор Навистина, понатаму. мене ми е драго и не само јас, значи и сите ние лекари од поликлиника Биотек ви стоиме на располагање и понатаму, не само за нашите надпреварувачи во емисијава, него и за широката јавност, значи имаме овдека и гинекологија, радиологија, педиатрија, општа медицина, трудова медицина, интерна медицина, така да опфатени сме од 0 до 101 година, па и понатаму, да, за секој може слободно да не побара и да пружиме што можеме Нормално. помош. Да. Добар ден, Ивана. Добар ден, докторка. Како сте? Добра, вие? Одлично. Мило Повелете, ми е. седнете си. Благодарам. Како сте? Па, добра. Еве, Добра? како за на крај, добра. Како за на крај? Да. Навистина многу убаво изгледате. Благодарам. Се сетам како беше пред 3 месеци. Одлична ви е линијата. Колку кило прилика слабнавте? Па од самиот старт до сега се отприлика 23 скоро. Одлично. Браво, браво. Како се осеќате вие? Па одлично. Одлично. Убаво, да. Да. Да, може би многу повеќе ќе беше, меѓутоа со ова сум задоволна. Не ги редовно од бруците. Дел од тоа што знаев да ги преспијам, бидејќи ноќе често пати со бебенцето бевме будни. Да. Дел од тоа затоа што дел од исхраната не ми одговараше со инсулинската резистенција.
И поради тоа што го чував малечкото, не ги посетував редовно тренинзите, да. Меѓутоа и ова е одлично, можам да кажам, и добар старт да продолжим. Така, планирате да продолжите, така? Да. Навистина, на прав пат сте да продолжите, да не застанете до овде. Да. Значи ова да ви влезе како во навика, во режим на исхрана, во физичка активност, колку што можете секој момент. Знам дека со мало дете сте малце по ограничена, да. Меѓутоа да си продолжите обавезно. Значи вака пред мене се вашите лаборатории, првата и последната, каде што може да направиме една споредба како било и како е сега. Пред 3 месеци, кога сме започнале, сте имале повисок индекс на атеросклероза, кој што бил 3,2, сега е паднат на 2,6, што е доста задоволително и треба да продолжите така, затоа што вие сте ни најмладата надпреварувачка. Но крачната киселина цело време е над граница, тоа се дължи на режимот на исхрана, ќе го следите и тоа, бидејќи подолгорочно може да направи некои проблеми околу побрезите, некои камчиња да се ствараат. Тоа ќе го следите и во иднина, ќе продолжите. Тироидните хормони биле во ред. Околу инсулинската резистенција, значи да зборуваме, вие сте биле со висока инсулинска резистенција 3,0. На последната имаме веќе намалување на резултатите, значи веќе е паднато на 2,8, меѓутоа не е до тука работата, треба да падне во оптимална сензитивност на инсулинот, односно да биде под 1,9. Да. Така да продолжите и понатаму. Ќе продолжиме. Да. Значи се си дава веќе постепено резултат. Така се. Да. Добар ден, Бети. Докторка, како сте? Добре сте? Одлично. Вие како сте? Се надевам добро. Навистина добро ми изгледате и целиот стайлинг, како сте со фризура. Прво бев девојчето со фонтаната, сега на крај сум девојчето со киките. Одлично. Девојче. Одлично. Повелете, седнете си. Фала ви. Како сте, Бети, кажете ми? Вака се осекам супер, реално. Симнати килограми. Колку? До сега 22. Браво. Браво. Одлично. Да. Како се осеќате? Преубаво. Преубаво? Да. Би продолжили и понатаму? Ова е моја желба, ама што не сум имала храброст да си ја реализирам сама. Така. Така, и баш ми дошла во некој многу добар период во мојот живот. Така? Се надевам, ако не 100%, барем 70% да ги имаме овие навики и понатаму. Да продолжите, Да. значи вие сте еден пример Да, како треба да биде, да. да се продолжи и понатаму, па здраве за неколку месеци, па да се видиме Ќе видиме. и уште поголеми Се резултати, надевам. пошто... Па да, реално сега може на некој има уште мала промена треба да направи во килограми, пример за себе, јас сметам дека имам уште доста килограми, али од тоа што сум био сега доедена, презадоволна сум си. Така, битно е да продолжите, Да. да не се откажете, да не биде до тука. Добро. Вие бевте со Хашимото, Да. си примате редовно терапија Да. за тироидната. Овдека мене се резултатите од првата лабораторија и последната. Оно што кај Бети цело време го гледаме е таа една анемија Да. со низок Цело хемоглобин. време. Цело време, да. Така да пожелно е да се зема обавезно терапија со суплементи, железопрепарати за да се појачате, бидејќи последнава е паднат доста, 106 хемоглобинот. Да, морате да Јас сум имала главола од секогаш проблеми со хемоглобин и железа, искрено, еве наназад неколку години сум немала до толку проблеми. Значи јас сега периодов имам, еве, не знам од што, како и зашто, ама од пред неколку месеци кога сме почнале, јас од тогаш имам ептен драстично. низок хемоглобин. Да, обавезно да започнете да земате препарати, Да. перос, значи кисички, да, кои за железо. Морате да го подкренете, бидејќи ова 106 веќе ми е... Па да, еви како стопли, вака не осеќам ништо, имам сила, имам енергија, ве пешачам, вежбам, ама примам многу вртоглавици имам. Да, анемија е станува. И кога пешачам, значи не одам право, знам осмици да си правам, се приметувам сама.
Вака нешто друго, дека нешто осеќам дека ми смета, Па, сега за сега не. И тоа не е Да. баш, тоа е пак показател дека треба Да. се превземе нешто, обавезност да си започнете со тие препарати. Тироидната цело време одржуваме во нормални граници, добри, тромесечниот просек е добар. Терапијата си ја продолжувате истата како што си ја примате за тироидната. Сензитивноста кон инсулин значи е оптимална како што е потребно да биде. Добро ја одржувате и неа, значи моја препорека е понатаму да покрај режимот на исхрана да внимавате и со хемоглобинот. Значи да не дозволувате да паѓа толку ниско обавезно препарати да користите. Да, ќе ве слушаме што ќе ми Знаете дека кажете. ви Послушна стојам сум ја. Знам. Ја слушам. Знам. Некој кој ме гледка вака од страна слушам све. Малце лошо е кога сум сама, ама се надам дека ќе си го променам тоа искрено. Да, така да знаете дека ви стојам на располагање. Да, за фала се ви. што треба. Секогаш сте биле од самиот почеток со нас. Секогаш кога сте ни требале, сте ни дајале предлог. Така, да. Ви благодарам, така да продолжуваме и понатаму, да ги следиме и овие параметри за месеци на повторно контролна лабораторија, да видиме дали имаме малку подкривање со хемоглобинот, со железото, со тие параметри, како ќе ни се движат. Да ве прашам нешто и за инсулинската резистенција. Пример, ако си продолжам со ова темпо на живот сега, со храната, со вежбањето, тоа можам да ги тргнам тие апчиња од употреба, така? Да? Да. А за притисокот? За притисокот и тој ќе го следиме, значи Зашто јас ги имам намалено пред 2 години, сум и за притисокот и за инсулинот примав пример по 2 таблети. И тогаш искрено бев на некој ваков режим. Само не си, признавам, не бев умна, па си го прекинав. И тогаш ми намалија по пола терапија. И сега јас верувам дека ако сум продолжала до сега, да не правам прекин, верувам дека би го тргнала. Значи да, ќе следиме, затоа ви реков не застануваме Да. овдека, ви стоиме на располагање и понатаму. Нормално во секој момент кога треба да коригираме, да преполовиме терапија, ќе следиме, ќе го направиме тоа потребното што е. Ајде. За да ви биде добро и да видите и вие супер одлично. Фала ви многу. Сеќате. Драго ми беше бити. И мене премногу искрено. Не знам дали се сеќаваш уште кога почнавме, ти ми беше првиот интернист во поликлиника Ченто. И искрено кога дознав дека не сте таму, многу се разочарав, пошто после вас дојде многу лоша замена. И јас ради вас барав многу докторки наредни. Искрено и сега да, еве, признам имаме на докторки, дури многу личи карактерно на вас, али многу сте ви фалеле таму, например, кога дознав дека не сте. Добро, драго ми е. Сега знаете кај сум. Да. Така да, тука сум во биотек. Ете, гледа случајност. Случајно ме најдовте после година. После толку години. Да. После Да. толку години ме најдовте каде сум, ви стојам на располагање. Фала ви. Фала ви што бевте со нас за нашето здравје, да се грижите И ги во следиме нашиот тие. процес и ќе се грижиме валјда понатаму да видиме до кај сме што сме. Така. Да, Се гледаме за месеци и пол. се гледаме, доктор Ке. Чекам во ординација да видиме како ќе се движи оваа работа. Да. Обавезно. Мора да ја искаваме, да биде како што треба секако. Слушам, па ќе речам. Знам. Се слушам. И јас сакам такви послушни пациенти, дисциплинирани, принципиелни, кои што се пример и за самите себе и за околината. Па да, кој ќе видиш се си прави за себе. Прво пред се за себе. Да. После за околината. Да. Фала ви како и да е. Драго ми е. Исто. Се гледаме, поздрав. Пријатно, доктор Ке. Пријатно.